Јазик во комуникацијата представуваат различни видови знаци кои се поврзани и систематизирани по определени принципи. Во секојдневната употреба, поимот јазик го поврзуваме само со некои системи на знаци, имено зборови. Природните, разговорните јазици обично се многу неопределени, недоволно прецизни и се прилагодени на практичните потреби, а токму тие практични аспекти оневозможуваат прецизно да се определи поимот јазик. Значењето на поимот јазик е поврзано со системи на комуникација во кои како знаци функционираат зборовите, тоест низа од гласови кои се производ на човековиот говорен капацитет и за нив се вели дека се природни јазици. Особеноста, наречена природна компетенција, значи секој корисник на еден природен етнички јазик да може да се разбере, да интерпретира, но и да создава изрази или реченици кои претходно воопшто не ги слушнал, не ги знае. Поимот код се користи за разграничување на системите на комуникација кои имаат конечно множество на знаци и на значења од природните етнички јазици. Кодови се такви системи на комуникација во кои постои конечно множество на знаци и конечно множество на толкување на тие знаци. Кога еден систем на комуникација, односно јазик, се определува преку множество на знаци и множество корисници на знаците, тогаш станува збор за јазик во емпириска смисла. Ако јазикот се дефинира преку множество на знаци и множество на толкувања на тие знаци, тогаш поимот јазик се употребува во апстрактна смисла. Вештачки јазик представува одредено множество на символи кое е дефинирано со два вида на правила. Правила за поврзување на символите во поголеми јазични целини и правила за трансформирање на изразите. Секој вештачки јазик треба да содржи азбука, правила за образување на изразите или правила на формација, правила за одредување на синтаксичката структура на изразите, правила на трансформација и правила на интерпретација.